Здраво, јас сум Слободан Алексов, приватен професор по математика. Ова е видеолекција број 4 за потребите на реномираниот сајт Математика МК. Во оваа видеолекција ќе работиме плоштина и периметар на триаголник. Прво ќе објасниме за триаголниците, какви ги има и кои се формулите. Овде е даден на скицата еден триаголник, значи триаголникот има теми А, Б, С. Како се означува триаголникот? Спроти теме А лежи страна А, спроти теме Б страна Б и спроти теме С страна С. Триаголникот исто така има и три висини. Висина спуштена кон страната А, тоа е ХА, тука е под прав агол, нели? Висина спуштена кон страната Б е ХБ и висина спуштена кон страната С е висина ХЦ. Исто така има три агли, агол кај темето А е алфа, агол кај темето Б е бета и агол кај темето С е гама. Основна формула, плоштина на триаголник е основа по висина, врз 2. Значи имаме А по висина ХА врз 2, или Б по висина ХБ врз 2, или С по висина ХЦ врз 2. Значи основа по висина врз 2 е воопштената формула за плоштина на триаголник. Сега, ако се изрази висината ХА по тригонометриска функција, имате Б синус од гама и ќе имате А по Б по синус од гама врз 2, или А по С по синус од бета врз 2, или Б по С по синус од алфа врз 2. Ова се формулите за пресметка, значи на плоштина на триаголник во општени формули. Гледам да ги сведам на основните формули, да не се учи се на памет. За рамностран триаголник имате, значи, специјални формули. Формулата за плоштина на рамностран триаголник е А на квадрат корен од 3 врз 4. Меѓутоа, исто така, треба да знаете дека радиусот на опишаната кружница е А корен од 3 врз 3, радиусот мал на впишаната кружница е А корен од 3 врз 6, а висината на триаголникот е А корен од 3 врз 2. Значи, секаде горе имате, најлесно да запамтите А корен од 3, А корен од 3, А корен од 3, а доле е тројка за голем радиус, за мал радиус 6, а за висина двојка. На тој начин да си ги запамтите формулите. Се работи, значи, за рамностран триаголник, сите страни му се еднакви и внатрешните агли се секаде по 60 степени, значи еве го големиот радиус околу на опишаната кружница и малиот радиус на впишаната кружница. Тоа се формулите за рамностран триаголник. За разностран триаголник, како што сите страни се различити, овде кај е представен еден, значи страна А, Б и С, се користи за плоштина, се користи Хероновата формула S по S минус А по S минус Б по S минус С, каде што S е А плюс Б плюс С врз 2. Значи, ако ги знаете сите три страни на триаголникот, ќе пресметате ова колку е ова S и потоа, значи, ќе ги замените вредностите и по оваа формула ќе пресметате плоштината на триаголникот. Инаку Хероновата формула секогаш може да употребите кај било кој триаголник ако треба да пресметате плоштина, а ги знаете неговите страни. Овде кај е дадена, значи, во лекцијата за разностран триаголник, меѓутоа секогаш пали за било кој триаголник таа формула. Мада, значи, во зависност од триаголникот и од задачата, некој пат е многу полесно да пресметате како основа пута висина врз 2. И уште две формули има. Радиус на опишана кружница се пресметува по формулата А по Б по С врз 4П и радиус на впишана кружница е П врз С. Значи П врз С, плоштина врз ова овде кај С. Тие се формулите, значи, за триаголници и плоштина на триаголник. Сега ќе одиме на задачки. Одреди ја плоштината на рамностран триаголник ако радиусот на опишаната кружница е 4 корен од 3. Значи се бара плоштината, а радиусот е 4 корен од 3. Формула за плоштина на рамностран триаголник рековме дека А на квадрат корен од 3 врз 4. За да пресметате плоштината, потребно е да определите страната А.
А што ви е дадено за да најдете страната А? Дадено е големиот радиус R 4 корен од 3, а бидејќи формулата за големиот радиус е А корен од 3 врз 3 и тој е еднакво на 4 корен од 3, од тука А ќе биде 4 корен од 3 по 3 врз корен од 3, корените ќе се скратат и ќе добиете дека страната А е 12. Потоа влагате, значи на тој начин определите страната А, влагате у формулата за плоштина на рамностран триаголник и ја пресметувате плоштината дека е 36 корен од 3. Ова беше, значи, кога да се најде, значи, плоштината ако го имате големиот радиус на опишаната кружница. Под Б, ако го имате малиот радиус, значи повторно рамностран триаголник, пак плоштина се бара, А на квадрат корен од 3 врз 4, пак него знаете А. Сега страната А ја определувате од податокот кој што ви е даден за малиот радиус 3 корен од 2 и на тој начин ја добивате страната А дека е 6 корен од 6 и потоа се враќате во формулата за плоштина на триаголник А на квадрат корен од 3 врз 4, го заменувате колку го пресметате претходно А, 6 корен од 6, дигате тоа на квадрат, ќе го извршите кратењето и ќе добиете како резултат 54 корен од 3. 38 задача од збирката, значи, катетите сега имаме правоаголен триаголник, исто специфична задачка, значи катетите на тој правоаголен триаголник еве дека е скициран, обавезно правите скица, темето С има прав агол тука, катета Б ви е ова спроти темето Б, катета А ви е спроти темето А и страната С е спроти темето С, таа е хипотенузата. Катетите се однесуваат Б спрема А 3 спрема 4 и дадена е плоштината 216. Пресмете го периметарот. За да го најдете периметарот на овој триаголник, значи треба да ги знаете страните. Од оваа пропорција, значи Б ќе ви биде 3К, а А ќе ви биде 4К. Овдека право ви е Б и овдека ви е прва тројката, затоа е 3К, а А е второ и овдека второ е четворчето, затоа А ќе ви биде 4К, каде што К е некој коефициент на пропорционалност. Од податокот даден за плоштината П е еднакво на 216, а знаеме, значи за правоаголен триаголник, формула за правоаголен триаголник за плоштина е катета по катета врз 2, односно овој случај А по Б врз 2. Без разлика кои ќе ви бидат, како ќе ви бидат означени катетите, значи катета по катета врз 2 е плоштина на правоаголен триаголник. И сега, значи овој случај имате А по Б врз 2, ако ги замените А 3К и Б, А е 4К и Б е 3К, ќе добиете 12К на квадрат или 6К на квадрат, еднакво на 216. Од тука го наоѓате К, е 206, К на квадрат е 216 врз 6, односно 36, само К е корен од 36 и односно К е еднакво на 6. На овој начин го најдовте коефициентот на пропорционалноста 6, го заменувате тоа К6 и ги наоѓате страните А и Б, односно катетите А е 24, Б е 18. Ви остане уште да најдете хипотенузата, хипотенузата ја барате, значи по Питагоријна теорема, С е еднакво на квадрат е корен од А на квадрат плюс Б на квадрат, ги заменувате вредностите за А и Б и добивате дека страната С, односно хипотенузата е 30. И на крај периметрот е налесно А плюс Б плюс С, ги собирате сите страни и добивате дека периметрот е 72 см. Ова беше задачка за правоаголен триаголник. Сега имаме нова задачка, рамнокрак триаголник. Еве го рамнокракиот триаголник, тој има една основа и има два крака, кои што се еднакви, тоа се краците Б и има висина Х. Висината паѓа кон основата, значи под прав агол и ја дели основата на два дела, значи од овде до овде е А половина. Целото од А до Б е цело А, а од тука до тука е А половина. Задачата е следна. Значи периметрот на рамнокрак триаголник е 64 см, а разликата на кракот и основата е 11. Значи Б минус А е 11. Се бара да се пресмета плоштината. Плоштината е А по Х врз 2. Значи вие треба да го најдете Х и треба да знаете и колку е основата А. Бидејќи периметрот е 2Б плюс А еднакво на 64, периметрот ви е даден 64, а од друга страна имате дека Б е еднакво на
11 плюс А, ова А од другата минус А ќе од другата страна станува плюс А и кога ќе замените Б овде, ќе добиете равенка со една непозната А и таа ќе ја решите, ќе добиете А еднакво на 14 см. Со тоа А влагате повторно во оваа врска и ја наоѓате и страната Б. И сега, ако имате страната А и страната Б, висината Х ја наоѓате по Питагорина теорема за овој правоаголен триаголник овдека, Х е катета, ќе биде еднакво на Б на квадрат минус А половина на квадрат, односно Б ви е 25, 25 на квадрат минус половина од 14, 7 на квадрат и ја добивате висината Х. И сега на крај, најлесно, полоштината е основа по висина врз 2, А по Х врз 2, А ви е 14, Х ви е 24 врз 2 и добивате дека плоштината е 168 см квадратни. Ова беше задача за плоштина на рамнокръг триаголник. Понатаму, пресмета ја плоштината на паралелограм ако страната А е 13, Б е 14 и дадена е диагоналата. Значи вака се, ќе повлечете диагоналата, еве ви е страната А 13, еве ви е страната Б 14 и Д е 15. Овдека е скица направена, значи, инако Б треба да биде малце поголемо од А на скицата. Сега, погледнете го овој триаголник. Плоштината на овој триаголник ABC е еднаква на со плоштината на триаголникот CDA, односно триаголникот ABC е складен со триаголникот CDA и тие имаат исти плоштини. Ние, значи, за да најдеме плоштината на паралелограмот, таа плоштина е два пати помножена со плоштината на еден од овие триаголници, затоа пошто тие два се еднакви. Плоштината на овој триаголник ја пресметуваме по Хероновата формула, затоа што ги имаме сите податоците за сите три страни. Имаме А, имаме Б, имаме Д. Ја пресметуваме плоштината на триаголникот по Хероновата формула и добиваме дека е 84 см квадратни и тогаш плоштината на целиот паралелограм е 2 пати по 84, 168 см квадратни. Иако овдека значи се работи за паралелограм, во задачата преместено се бараше да се провери како ќе се најде плоштината на овој триаголник, односно користејќи ја Хероновата формула. И уште една задача, значи страните на еден триаголник се А е 26, Б е 28 и С е 30. Одреди ги радиусите на впишената и на опишената кружница на триаголник. Значи се бара R големо и R мало. Вие прво ќе ја пресметате по плоштината на триаголникот, прво ќе пресметате ова S, А плюс Б плюс С врз 2, имате сите три страни, значи може да користите Херонова формула, го наоѓате ова S, по Хероновата формула ја пресметувате плоштината дека е 336 см квадратни. И сега P, бидејќи еднакво на R врз S, R по S, R е P врз S, ќе замените заместо P 336, наместо S 42 и ќе добиете дека радиусот на впишената кружница, односно мало R, е 8 см. А потоа го пресметувате уште се бара и радиусот на впишената кружница, бидејќи P е еднакво на А по Б по С врз 4R, R ќе биде А по Б по С врз 4P, кога ќе замените А, Б и С и кога ќе замените податокот за плоштината P, 336, ќе добиете дека радиусот на опишената кружница или големо R е 16,25 см. Толку во оваа видео лекција за триаголник, имаше и поише примери, гледавме да ги офатиме сите типови на триаголници. Се надевам дека ви се допадна, доколку имате потреба може да ме побарате на мојот мобилен телефон за приватни часови, посетете го сајтот е Математика МК, каде што има многу корисни информации од областа на математиката. Благодарам за вниманието.